This conference will now be recorded. Добро. Уште еднаш, поздрав до сите гости, поздрав до колегите, Миријана Тасков и Билјана Качаниклиќ и поздрав до професорот Александар Василевски. Денеска сме присутни на отворениот ден за професијата графички дизајнер во Академијата за графички дизајн, која е акредитирана од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. Денеска ќе се дружите со сите нас. Многу ми е мило што сте вака во поголем број, иако очекувавме повеќе посетители, но сепак еве тука сме за вас. Во моментов ќе шерувам значи мојот екран и ќе видите презентацијата и ќе идеме полека на нејзе. Само момент. Шер. Дали сте гледа сега? Да. Сте гледа? Потврдувате? Добро. Да. Добро, супер. Еве јас пуштам print screen кај мене и мислам дека е по-јасно и повидливо. Така? Добро. Ова е серијал на настани Career Days во СЕМОС Едукација за сите кариери кои што ги нудиме во моментов. Денеска, значи во овој момент сте присутни на професијата графички дизајнер. Тоа е на 5-то ниво од македонската рамка на квалификација. Јас да се представам, јас сум Ангелина Канчевска, вработена во СЕМОС Едукација, раководител на Академијата за графички дизајн, веб дизајн, UX дизајн спешалист и воедно раководител на Adobe авторизираниот тренинг центар. Со мене се денеска Александар Василевски, графички дизајнер, кој еве покасно малце ќе го видите и ќе слушнете што има да раскаже за вас. И понатаму со мене е Миријана Тасков, менеджер за човечки ресурси во СЕМОС Едукација. Ете така. Ако сакате, значи може и да ги исклучите сега камерите, мислам оставам на вас, Миријана и Александар, а после тоа нели ќе се пуштите кога ќе бидете презентирани. Еве денешната агенда. Најпрво ќе раскажам кои сме ние, тоа е малку во некој пократок временски период, во интерес на времето, да добиеме повеќе време за останатите теми. Значи ќе слушнете малку повеќе за СЕМОС Едукација, понатаму графичкиот дизајнер како професија, тука презентерската улога ќе му дадам на Александар и он ќе раскаже малку повеќе за задачите на еден графички дизајнер, каде работат графичките дизајнери, дали оваа професија е професија за вас, зошто треба да станете графички дизајнер, колку се заработува, колку време е потребно да се стане, значи со оваа квалификација графички дизајнер. А нормално, и ако имате други прашања, Александар е спремен. Понатаму продолжувам јас, малку повеќе околу програмата. Едногодишната стручна програма која што ја нудиме во Академијата, кои се вештините и компетенциите, согласно документот што го имаме од Министерството. Понатамо дипломата која се добива, со која ќе се стекне идниот студент наш и специјалистичкиот сертификат, плюс како бенефит и цените и попустите. За на крај, на колешката Миријана да дадаме презентерска улога, ќе каже нешто малку повеќе за кариерниот центар, која е нашата улога, како мрежуваме и како поврзуваме со бизнес заедницата. Еве сега кои сме ние. Многу ни е мило за овие бројки што ги гледаме и што ќе ви ги презентирам денеска. Ова лила бројче 25 години, тоа е постоењето на СЕМОС Едукација. Постоиме толку години благодарение на се што е како тим наш, јас ќе ги покажувам како ќе поминувам, значи низ екранот ќе ги кажувам идеите и која е целта, значи на овие бројки. Овие 25 години ги поминуваме се благодарение на 103 наши сертифицирани тренери и инструктори. Сето тоа, значи, без нив не можеме.
тие се наши надворечни соработници, нашата улога е нормално како вработени лица, тоа е 36 вработени и таа бројка не е мала, значи да најдеме некоја врска, поврзаност и да понудиме квалитетен производ како што треба. Тоа што го нудиме се 327 различни курсеви, 12 академии, 34 едукативни програми. И сето ова не можеме да го оствариме ако ги немаме овие 15 целосно опремени училници, 15 виртуелни училници. Знаете дека од март месец годинава целата настава помина онлайн и во овие 15 виртуелни училници сите комплетната настава значи продолжи од аспект на тоа што било почнато претходно и новите едукации продолжуваат онлайн. Се додека нели здравје Боже во септември месец не видиме како ќе продолжиме понатаму и ќе чекаме одлуката на владата на Република Северна Македонија. И најголемата бројка од се ова што го раскажав, нормално сте вие, тоа се нашите слушатели и ова е бројката 80.000 слушатели кои поминале низ нашите, ајде ги кажеме, школски клуби. Понатаму, тоа што го нудиме, како што кажа во интерес на времето, ќе ги кажам само вендорите со кои што имаме соработка. Со нив на долго време, најстариот вендор со кој што соработуваме е Microsoft. Понатаму иде Oracle, ISTQB, Cisco, AWS, EC Council, VMware, Python, Unity, Autodesk, Adobe и Agile Scrum. Значи, ова се официјалните улуки со вендорите со кои што имаме соработка и ги почитуваме сите правила и прописи кои што ни ги диктираат. Понатаму, од академиите, сега, овие академии се официјални. Овие лила боички што ги гледате, тоа се академии кои се акредитирани од Министерството за образование и наука. Останатите се официјални поради фактот дека сме поврзани со вендорите со кои што соработуваме. Вие сте денеска гости на отворениот ден за графички дизајн во Академијата за графички дизајн, акредитирана од Министерството. Понатаму иде Академијата за веб дизајн, внатрешен дизајн, UX дизајн. Академијата е акредитирана од Министерството, но тоа е друга насока. Самата програма е посебна програма за UX дизајн спешалист, која е усвоена од страна на Центарот за образование на возрастните, за разлика од првата програма, каде што програмата е усвоена од страна на Центарот за стручно образование и обука и тука се работи за формално образование. Останатите академии да ги набројам: Artificial Intelligence, Game Development, Virtual Reality, JavaScript, Software Tester, WordPress Академија, IT Академија за средношколци, нешто интересно и различно, нели, надвор од возрастните, HR Академијата и Digital Marketing. Понатаму покрај официјалните академии, тоест пред да преминам на тоа покрај, еве да го кажам и документот со кој што сме горди на тоа што сме постигнале, благодарение на целиот тим кој работеше со мене во Академијата. Од јуни 2019 официјално, еве го решението под број од Министерството за образование и наука, ние добивме акредитацијата, тоест верификација дека можеме да нудиме посредно формално образование за графички дизајнер. И оваа професија е во суштина на 5B ниво од македонската рамка на квалификација. Еве сега преминувам во другите обуки, тоа се кратките курсеви, може и да се пакуваат, но не се во областа на официјални. Тука се MS Office, детските курсеви, Linux, HTML, CSS, Android, iOS, UX дизајн, има краток курс Python, C++, PHP, MySQL, Project Management и има и уште некои, но еве, многу се, 327, ја запамтив бројката што ја понудивме и не можеме сите да ги објасниме. Сега околу графички дизајнер, ја можеби многу брзам, се извинувам, но сепак е подобро професорот Александар да доминира на овој отворен ден околу професијата. Графички дизајнер како професија. Александар,
кога разговаравме да напишеш нешто повеќе за тебе, ти рече нема потреба. Јас ќе ти раскажам како што мислам. Точно е, Александар? Се согласувам, пошто нема потреба, мислам не. Добро, тоа беше вака. Да, ќе се представам како што мислат они. Исти сум тој на стиката и на камерата, така да не се чудите. Исти си, добра. Нема поточната дадена. Слушај, Александар, само не кажуваме пред колку години е тоа. Може? Не кажеме ништо. Не кажеме ништо. Добро. Во ред. Еве јас ќе исклучам микрофонот и камерата ако нешто прави проблем. Повели, еве ти си презентер. Окей. Да направам, само извини, да направам само презентер да те направам, извини. Подобро е така. Ајде. А ти си презентер? Чекай, можда. Ајде, види. Stop sharing, чекай малце. Малце бидете на линија. Еве. Make presenter. Готово. Аха, еве, добро. Добра е, супер. Ајде, повели, Александар. Здраво, дечки и девојки. Девојки и дечки, се извинам. Јас сум Александар Василевски, иначе графички дизајнер од Скопје. Дали го гледате мојот екран? Да, борете се гледа. Борете? Добро. Ке отидам доле дека е мојот дел. Значи, вака. По формално образование сум електроинженер. Ама никогаш не научи да куцам код, па решив тоа што ми беше хоби да стане моја професија. Иначе, како графички дизајнер работам веќе 23 години, значи од 1997 година, значи од прошлиот милениум. Сум работел во неколку маркетинг агенции, така натаму. Еве веќе 12 години имам собствено дизајн студио, во кое изработувам генерално дизајни. Значи, на почетокот беше дизајн за печатени медиуми, но сега како оди дигитализацијата напред и понапред, се префрлуваме полека и во таа сфера на веб дизајн, социјални медиуми, па дури и кратко некој видео дизајн. Инаку предавам во СЕМОС 11-та година, ги предавам Adobe InDesign, тоа е значи стручен предмет за desktop publishing, и уште предавам некои други предметчиња на академијата од типот на корпоративен идентитет и публикација. За оние што ќе им се беница мојата презентација или она што ќе имам да ви го кажам, можеби ќе се гледаме од септември походниците во СЕМОС или еве вака виртуелно на нашите компјутери. Инаку, дефиниција некоја што е графички дизајнер, тоа е професионален комерцијален уметник кој работи во визуелната, графичката, маркетинг и адвертајзинг индустријата, како и филмската и видео индустријата. Што е официјално. Иначе, јас така навикам да кажам дека графички дизајнер е уствари ренесансен човек. Ренесансните уметници биле се занимавале со мултидисциплинарни уметности, значи од пишување на поезија до архитекти, значи преку скулптори, поменам сликари, така натаму, дури иноватори, така да модерниот графички дизајнер треба да биде образован или самообразован во повеќе области како би бил добар дизајнер. Еве сега ќе ви кажувам некои работи, па после може да прашувате или да комуницирате вака прашања и да поставувате прашања, па ќе ви одговарам.
Инаку, за кои се задачите на графички дизајнер? Значи, основата на графички дизајнер е да ги пренесе барањата на клиентите и да ги презентира во најдобра најубава можна креација на крајните клиенти. Значи, ова не е графички дизајн, современ графички дизајн не е уметност, иако тенка е линијата. Ова е чиста комерцијална уметност. Значи, она што вие би го работеле и она што вие би го креирале, се фактички комерцијални уметнички дела со коим се обраќате на публиката, тоест на крајниот консумент или клиентот или потрошувачот. Тие дела ги правите за нив, но ги правите во име на производителот на тоа на услугата или производот што сака да ја продаде на таа негова таргет група. Сега, како тоа го правите? Значи, треба да искомбинирате текст, фотографии, логоа, текстури, илустрации, икони и така натаму, и од нив да создадете едно дело кое како прво ќе го возбуди потрошувачот, тоест крајниот клиент, за тој да го купи тој производ кој вие ќе го понудите преку вашиот дизајн. Инаку, самиот дизајн треба да има две, според мен има две големи цели. Првата е да информира и да известува и да презентира. Значи, тоа е се во едно. Значи, информацијата на клиентот да ја срочите така да биде таа разбирлива и визуелно привлечна за консументот. Значи, доколку дизајнот е неразбирлив, фонтот е нечиток или сликата не објаснена баш добро, крајниот потрошувач нема да го свати тоа и фактички целиот труд паѓа во вода. Затоа се вратив на оној ренесансен човек, треба да знаете повеќе работи од класична уметност, од модерна уметност, од филмска уметност, да речеме, можеби графити, да читате многу работи за да можете во моментот кога ќе ви треба да создадете оригинален дизајн, да знаете оние работи кои ви се складирани длабоко во мозокот, да ги презентирате онака како што најдобро знаете, да ги постигнете целта на клиентите. Инаку, ќе ви треба, освен тоа, познавање од општа култура, ќе ви треба и навистина да научите софтверски алатки кои ќе ви помогнат она што ви е закопано длабоко во мозочните ќелии, да ви излезе низ вашата рака и низ маусот на виделина на медиумот за кој правите. Инаку, графичкиот дизајнер, рековме дека е мултидисциплинарна професија, значи може да креира дизајни или графички дела и за печатени и за електронски медиуми. Значи, електронските медиуми во последно време се многу по-јаки и по-достапни и секако побарани од типот сите социјални медиуми се електронски медиум, сите веб страници, значи интернет, се што наоѓате на интернет, тоа е електронски медиум, и сите телевизии или видеопродукции или филмови, тоа е се електронски медиум. Така да има можност за сите вас, значи има многу голем дел од индустријата во која може да се најдете. Сега рековме за кои индустрии работите, еве што може да направите. Значи најопшти дела се оно што ги познавате и вие, значи флаери, постери, брошури, значи со нив се сретнувате
скоро секојдневно во животот, значи од промоции на маркети до постери за концерти, каталози на производи и така натаму, брошури, весници, па понатаму книги, учебници, списанија и така натаму. И она што е неизбежно во сегашниот начин на живење, а тоа се социјалните медиуми, значи сите имате Facebook и Instagram во најмала рака, значи освен фотографии, доколку следите некои инфлуенсери или некои графички дизајнери или архитекти, ќе видите дека нивните представувања на социјалните медиуми се комбинација од повеќе работи, значи од текст, слики, фонтови и така натаму. Сега освен тоа може да подготвувате припреми за спотови, видео и филмски дела, значи од стоп кадри до графика за дизајн и така натаму. Понатаму. Тоа се медиумите каде што можете да работите. Сега, во кои сфери и во кои компании или типови на компании можете да работите како графички дизајнери. Значи, она што е најосновно е кога работите како техничко лице или графички дизајнер, применет со применет графички дизајн е во печатница. Значи, сите работи кои би ги правеле други дизајнери, вие треба да ги проверите, одобрите и пуштите на печатање. Значи, тоа е некој си почетен low level графички професија графички дизајнер. Иако не изгледа многу гламурозно, според моето искуство би било супер ако вие се одлучите да бидете графички дизајнери, барем 2-3 месеци да ги поминете во некоја печатница каде што ќе ги научите основните работи со кои ќе сретнувате, од формати до типови на хартија, начин на печатање и така натаму. Значи, да можете да бидете комплетни дизајнери, ќе треба да го познавате и процесот на печатање, кој е многу битен, не да ви расшири креативноста, туку да ве направи подобри дизајнери во типот на техничка спремност. Следен чекор би било графичко студио. Значи, графичко студио е или мини маркетинг агенција е дизајн студио, каде што, значи нешто слично како мојата компанија Expressive Graphics, каде што вие би ги работиле сите работи за клиентот во некоја си порудиментирана форма, значи може би нема да имате стратешко планирање, може нема да имате медијски закуп и така натаму, но од моје искуство би ги правеле сите оние форми што преска ви ги спомнав, значи од креација на логоа до креација на видеа и огласи за социјални медиуми, каталози, книги и така натаму. Во моето 23 годишно искуство, буквално нема ниеден формат графички во кој барем не сум направил една работа. Значи, тука може да направам менија, може да направам упатства, папки, визит карти, кути, пакување и така натаму. Значи, буквално можете да работите во секоја сфера за која имате допир. Малку по суштински исто, но малку понапредно би било маркетинг агенција, во која што фактички графичкото студио е еден само мал дел од таа маркетинг агенција, имаат и други содржини, мислам други департменти во таа агенција каде што односи со клиенти, планирање, медијски закуп, видеопродукција и така натаму. Значи исто би било една добра можна професија да работи графички дизајнер во маркетинг агенција. Дигиталната агенција е моментално компанија со најбрз развој
во оваа индустрија во која би се решавате да работите. Значи, се што има врска со веб дизајн, социјални медиуми, апликации, UI, UX и така натаму, би била сработени во таа дигитална агенција. Значи, принципот на работа останува ист, само се менуваат форматите и се менува примената, крајната примена на вашите дизајни. Следно нешто кај што може да работите, овие ќе ги кажам во видеофилмска продукција или во телевизиски станици, каде што се разбира повторно има потреба од графички дизајнери за графичка подготовка на сите оние джинглови, шпици, најавни, одјавни, графики на екранот, за спотови, можеби 3D анимации, фотошопирање на позадини, чистење на фотографии, така натаму, значи буквално се што ова можете да го работите. Исто така, доколку сте талентирани за фотографирање, можете да работите како фриленс фотографи и да го користите вашето познање на графички дизајн, да ги правите вашите фотографии уште подобри од оние општи фотографии. Или она што исто така е доста модерно во последно време, тоа е фриленс дизајн, или работа од дома. За глобализацијата на светот го овозможи тоа, значи можете да работите од дома за странски клиенти и да ги работите сите овие работи што до сега ви ги спомнав од комодитета на вашиот дом. Значи не мора да идете на работа, не мора да правите ништо, значи може да земете лаптоп и да работите во парк и постојано да заработувате. Сега, треба да се прашате дали графички дизајнер е професија за вас. Ако јас се прашам, јас не би знал сега што да работам друго. Значи, по последните 20 години работам само ова, така да ако треба утре да сменам професија, навистина би се соочил со проблем, не би знал што да работам. А зошто станав графички дизајнер? Затоа што и зашто би станале вие, значи ако знаете креативно да се изразувате, значи ако знаете да цртате, знаете да скицирате, знаете да фотографирате и така натаму, знаете да пишувате можеби, и тоа е дел од графичкиот дизајнер, може да бидете графички дизајнери. Исто така, слободата на работа е доста голема. Значи не зависите од строго работно време, значи може да работите, ако работите веќе фриленс или сами за себе, значи можете сами да се го креирате вашето работно време, дали ќе работите наутро, на пладне, на попладне или на вечер. Исто така не зависите строго од канцелариски процес. Да, добро е да работите во канцеларија поради работните навики кои треба да ги создавате и практикувате, но не сте обврзани да работите во канцеларија. Значи ви кажав, можете да го земете вашиот лаптоп и да седнете на клупа во парк и да сработите она што имате за работа. Исто така, можете добро да заработувате. Ова заработката е малку сива зона, значи зависи од тоа, прво, колку сте добри, второ, колку реално можете да се продадете, колкаво е побарувањето во тој момент на пазарот и секако докаде се стигнете со вашата креативност. Инаку, несомнено, секој ден ќе биде интересен, затоа што една работа што сме научили во графички дизајнер, она што го работите, многу брзо го реализирате и многу брзо го гледате крајниот резултат. Значи, ако правите софтвер, ќе треба да го планирате со месеци, ќе треба да го скицирате, да го развивате, да го кодирате и тек после долготрајна работа од неколку месеци, можеби и години, ќе добиете готов производ. А со дизајнот можете за еден час, еден ден, 15 минути да добиете графички дизајн кој може да му го смени мислењето или ставот на некој човек во однос на одредена тема
за 100%. Пример, правите флаер за ново сокче, имате одлична фотографија, одличен слоган, одличен дизајн. Го печатите флаерот, јас како ваш клиент, го погледнам флаерот, ми се допаѓа тоа што го гледам, одам во продавница и го купувам тоа сокче. Вие сте ми го смениле за 100% мојот поглед кон тој сок, со тоа што сте ме натерале да го купам. Значи, толку е моќна вашата работа. Дали јас ќе продолжам да го купувам тој сок, зависи од тоа дали тој е квалитетен, дали ми се допаѓа и така натаму, но со самото тоа што вие сте направиле дизајн кој е прекрасен и ме возбудил, јас сум отишол и сум го купил. Значи, сте ми го смениле животот за 100% во однос на тој производ. И времето на дизајнирање е многу помало од било кое време за било која друга креативна гранка во дигиталниот свет. Значи, буквално може да направите одличен дизајн во рок од неколку минути. Сето тоа зависи од тоа колку се спремни, колку идеја имате, какви истражувања сте направите и така натаму. Сега, уште еднаш да ги повториме работите, зошто треба да станеш графички дизајнер и дали имаш потенцијал да станеш графички дизајнер. Доколку скицирате, цртате, постојано имате некое личне на кое ги запишувате вашите идеи и додавате уште некои други графички елементи, вие сте печени. Имате убав ракопис, може да правите фонтови, може да работите како графички дизајнер кој ќе произведе фонтови. Ако имате смисла за естетика, може да бидете фотограф. Ако имате добра доза на хумор и смисла за естетика, може да правите дела кои ќе бидат смешни и интересни за некој да ги прочита и види, па ќе го купите и производ. Доколку гледате, листате магазини, гледате постери, гледате флаери и прва работа го гледате што не ви се допаѓа и како би го поправиле седа тоа, и сте печени за дизајнери. Ако имате социјални медиуми и постојано фотографирате нешто, ги дотерувате фотографиите за на Инстаграм и на Фейсбук, исто така може да станете дизајнер. Во маркетинг агенциите, освен дизајнери, има потреба и од копирајтери или создавачи на текстуални дела, значи слогани, упатства и така, кратки истории и така натаму. Значи, доколку знаете да пишувате и креативно се изразувате, може да бидете графички дизајнер. И кога размислувате за некоја тема, ако во главата ви доаѓаат цели филмови, а не само идеја што би правеле, онда сигурно сте печени за дизајнер. Сега, главна и горливо прашање во однос на реалниот живот е колку се заработува како графички дизајнер. Она што го пишав кога размислав што да пишам за ова презентација, што би рекле американците, sky is the limit, значи навистина само небото е граница. Од една работа за тоа што не можете на креативна работа да ставите точна цена. Значи, цената или заработувачка што ќе ја правите вие, зависи многу од вас и не зависи од тоа колку сте вие креативни и колку знаете некои работи да ги направите, да ги нацртате. Туку сега тоа е еден дел кој се вика бизнис на дизајнот. Не дизајн на бизнисот, него бизнис на дизајнот. Значи, колку вие ќе можете да се продадете. А ќе можете да се продадете само ако сте квалитетни. Значи, само со работа ќе си ги направите вашата графичка техника ќе биде совршена, значи ќе ги знаете сите алатки кои ќе ви требаат,
само со работа ќе ви текнуваат нови и нови идеи и само со работа ќе можете да научите нови техники, да смислите нови дизајни, да научите нови работи и така натаму. И еднаш кога ќе бидете потполни како дизајнер, ќе можете да диктирате цената. Ако јас се прашувам, бидејќи од ова заработувам и живеам веќе 23 години, па сега вие направете математика дали е исплатливо или не е исплатливо да бидете графички дизајнер. Сега, колку време ви е потребно, ова е најголемиот проблем. Значи, за да постанете некаков си почетни графички дизајнер, без никакво познавање на бизнисот на графички дизајн, ви требаат 6 месеци. Значи, во тие 6 месеци треба да научите барем како се користат алатките, да научите како функционираат графичките студија, да научите како функционира работата при креирање на дизајн, значи како се прават скици, како од идејата или од брифот, така наречено што ќе ви даде вашиот клиент, вие ќе направите супер креативно дело кое ќе му ги продаде неговите производи. Сега, во тие 6 месеци учење ќе ви требаат најмалку 6 сати или 6 часа работа дневно. Значи, ако мислите дека ќе постигнете се со 15 минути работа, да ве разочарам одма. Значи, само со долги работни сати можете да ги исполирате вашите дизајнерски алати, значи она што имате во главата, да знаете да го пренесете преку компјутер или преку скица на хартија. Дури овие 6 часови се малце. Сега, плюс овие 6 часови работа, ви требаат 2 часа дневно истражување, значи гледање на разни портали, разни социјални медиуми, значи Facebook, Instagram, Pinterest, Dribbble, Behance и така натаму, каде што ќе се инспирирате и каде што ќе гледате до каде дошла модата во графичкиот дизајн. Значи, како и секоја модата во графичкиот дизајн се менува и за да бидете тековни, ќе мора да ги следите моменталните моди во графички дизајн за да бидете да можете да ги исполните сите барања на вашиот клиент. Освен истражување, ќе ви треба најмалку по 2 часа читање дневно. Читање од типот на литература, туторијали, читање на можеби филозофија, психологија и така натаму, за да можете да се дообликувате и за да можете многу полесно да ги строчите сите мисли што ги имате во главата, да ги строчите во дизајн. Сега, бидејќи работите секојдневно, и јас сум ви кажал дека 10 часа дневно, значи 8 часа во денот ќе заработите за живот, а оние 2 часа екстра што ќе ги дадете во денот, ќе ви бидат вашиот профит. Значи, кога ќе работите 10 часа во денот, ќе ви треба малку да се одморите, така да ви препорачувам барем 2 дена, ако не за викенд, можеби и преку недела, да барате инспирација на различни места. Музеи, изложби, природа, планина, кафана, кафич, дружење, гледање филмови, читање книги други кои не се врзани со графички дизајн и така натаму. Значи, мора да најдете време да се надградувате како дизајнери. Значи, ако за овие 6 месеци вие научите, претпоставам дека ако сакате да научите нешто што е навистина сериозен графички, да бидете сериозни графички дизајнери, значи ви препорачувам да бидете во Академијата на СЕМО за графички веб дизајн.
каде што освен алатките за дизајнирање, ќе научите и многу работи други, од типот како функционира целата индустрија, што треба да знаете се за маркетингот, за адвертајзингот, сите форми, начин на печатење и така натаму и така натаму. Еднаш кога ќе станете дизајнери, сите овие часови дневно се зголемуваат. И ќе имате рокови, ќе ви се преклопуваат неколку проекти еден преку друг и ќе морате да балансирате помеѓу личниот живот, значи персоналниот живот и работата. Од мене толку, значи ќе ви обяснат Ангелина и Миријана уште некои други работи. Ево уште само мало дополнување, значи во СЕМОС, освен Академијата за графички дизајн, можете да посетувате и независни курсеви, сите алатки на Adobe, значи Photoshop, Illustrator, InDesign и така натаму, After Effects за видеопродукција и уште некои други курсеви што ги имаме како UX, Java Академија и така натаму и така натаму. Од мене толку, ако имате прашања, ви сум на располагање сега. Не мора само сега, Александар. Не, може и понатаму, значи секако, значи може да го повториме ова, можете слободно преку Ангелина да ми сконтактирате ако нешто не ви е јасно. И Ангелина, пошто се работам веќе долги години, ги знае веќе прашањата на кои може да ви одговори и да ве насочи точно на што барате. Евентуално ако не знаете точно што сакате, може да направиме уште некои вакви отворени денови каде што би ги изфилтрирале вашите потреби и желби и ви одредиле курсеви кои вас најмногу ви одговараат, како би постигнале најголем напредок во она што сакате да го постигнете. Така. Александар, ти благодарам. Многу истрпна презентација, значи сега после вака овој креативен дел малце, значи советодавачки, значи повеќе совети даде, препораки, твои искуства сподели, малце сега јас ќе преминам во технички дел, но тука сме. Напишете. Да. Значи, се што ви кажав е од моје лично искуство, значи не е нешто прочитано на веб или нешто, значи сите работи што ви кажав е од моје долгогодишно искуство во оваа професија. Така. Уште нешто, ако одберете ова да го работите, нема подобра професија што може да изберете. Прво, што навистина нема да имате досаден ден во животот. Второ, многу е релаксирана работата. Значи може да седите дома во зимо на топло, во лето на ладно, да пиете кафе и сокчи да работите, да јадете сендвичи да работите, да седите у парк и да работите. Значи буквално сте растеретени од сите стеги на модерната работа и можете да ја пуштите главата, значи мозокот да се слободите и да работите каде сакате, кога сакате и колку сакате. Точно. Александар, не се исклучувај за кратко. Пред да преминеме, нас има едно прашање Евгенија. Може да го прочитаме? Може. Или ти да го прочиташ, па еве дел одговорите може и јас покасно, како ти одговара. Ова е со кој почетник би можел да се... Дали би препорачале некои апликации, веб страни или пак видеа, со кој почетник би можел да се стекне со основни знаења за графички дизајн? Да, значи има по интернет доста, и на YouTube има доста такви фри туторијали, но проблемот кај овие што ако сте навистина почетници, немате појма колкава е областа во која вие ќе треба да се занимавате. Значи може да научите нешто од нешто, ама не можете све. Значи за почеток ќе ви треба малку водење, малку упатување повеќе во сите овие работи кои јас ви ги наспомнав.
особено програмата што ние нудиме, значи Академијата за графички дизајн, тука ви се доста работи изџвакани, односно еден темплейт како графички дизајнер треба да работи понатаму во животот. Значи на што треба да обрнем внимание, кои работи треба да ги знае, како да планира, што му е потребно од типот на предзнаења, софтвер, хардвер, соработници, фотографи, илустратори, печатници и така натаму. Значи буквално еден темплейт за работа на графички дизајнер. Се што е на интернет, да, не викам нека не може да снајдете, но ќе ви биде многу потешко. Точно. Така. Еве ја од искуство ќе кажам, кога доаѓаат студенти на почеток, нели, нова генерација почнува во септември, доаѓаат студентите, некој има некое основно предзнаење, без разлика какво и да е, некој почнува од нула. Ја велам секогаш, првите 15 на 20 дена, сите ќе го испеглаат своето знаење. Значи, она основното знаење веќе ќе го испеглаат и ќе го изедначат. Тој што се стекнал со некој основно предзнаење, можеби само ќе, можеби читал нешто, без разлика или од видеа или од веб страници, но тука кога се работи за школски систем, веќе ве насочуваме во добра насока да сите ја научите темата како што треба од почеток. Еве, значи јас сум самоук, значи јас сум електроинженер, значи со дизајн не сум пристап, никои допирни точки, но ми требало многу долго време да ги научам сите работи што сега ги знам. Така. Во тоа време вие можете да се унапредите многу повеќе како графички дизајнери, отколку да барате извори на учење. Значи подобро е кога веќе ви е нешто изџвакано да го научите, отколку да потрошите време за да барате извори од кои ќе верувате дека тие се добри за учење. И плюс уште нешто, од искуство 11-та година предавам во СЕМОС, не знаете колку во вториот семестар студентите напредуваат, значи нагло начинот на кој ги резонираат им оди во позитива, значи нагло напредуваат. Може и во првите 3 месеци стагнираат или се мачат и така натаму, но после нова година нагло креативноста и знаењето им оди нагоре. Значи голем скок прават наеднаш. Само заради тоа што се стекнуваат со основни знаења и потоа тие можат некако знаења ги варат во нив, значи им легнуваат и потоа сето тоа што ви е вас во главата ќе имате веќе знаење како да го преточите во дизајн. И тука е напредокот. Така. Еве сега тоа ќе го видат и во програмата. Ако сакаш биди активен, па еве може да се приклучи. Тука сум место кој треба нешто, само ја кажете ми ќе се клучам. Еве сега ќе се бирам за да не ви пречам. Да, нема проблем. Океј. Поздрав од мене. Да, еве јас ќе продолжам сега. Само малце да ставам. Да, добро. Еве како изгледа едногодишната стручна програма за графички дизајнер. Сега јас кажав малце по технички ќе продолжам со презентацијата, но за секое подпрашање слободно или може да напишете во чат, ќе одговориме сите што сме присутни на отворениот ден. Сега, едногодишната стручна програма има 550 часа. Тоа е малтене школски систем организација, тоа е посредно формално образование. Тука има 20 вкупно модули, од кои 18 се задолжителни, значи тука се задолжителните, и 2 модула има изборни. Ова е програмата што е усвоена од страна на Министерството согласно стандардот за квалификации за графички дизајнер, како што кажав, на 5Б ниво од македонската рамка за квалификации. Кои се задолжителните модули? Сега мора да знаете дека кога се работи за квалификација, не може само да има модули од аспект на компјутерски вештини, дел теорија за темата. Мора да има и општо образовни предмети. Така да првите 3,
тоест 4 и четвртиот модул, припаѓаат во општо образовни модули, како што се основи на информатичка технологија. Тој е модул кој што мора да биде да го знаете и да ги владеете темите, затоа што еден ден ќе влезете во компанија, мора да се снајдете од аспект на инсталација на програми, деинсталација, актуелни проблеми од аспект на мрежа и така натаму, печатења. Тоа се основите на информатичката технологија. Понатаму, вториот општообразовен предмет е комуникација со клиент. Како што спомна и Александар, секојдневно ќе комуницирате со клиент ако сте сами, значи работите во дизајн студио. Евентуално ако работите во поголемите маркетинг агенции, можеби комуникацијата нема да биде ваша обврска, но овој предмет мора да го знаете и од други аспекти, не само како комуникација, туку и за авторските права. Затоа што кога земате нешто од интернет, користите некои материјали, фотографии, што и да е слоган, нека биде, текст, мора да внимавате на авторското право. Понатаму, третиот модул, општо образовен, е кариерата и предприемништвото. Ова е многу добар модул, затоа што ве спрема за влез во својата кариера, каде што ќе знаете како да си го изработите првично CV-то, мотивационото писмо, како да си направите свој кариерен план, што е многу добро, и едноставно темите од аспект на предприемништво да ги поминете, за да знаете како би можеле и сами да си направите свој бизнес. Последниот модул од општообразовните е основите на маркетинг. Тука ќе се запознаете со интересна професорка која што има завршена комуникација, комуниколог е. Она ќе ве воведе во светот на маркетинг агенцијата, да ги видите сите позиции, да видите што се бара таму, да ги видите кампањите. Значи, едноставно, маркетингот да го осознаете, но во склоп на графичкиот дизајн. После овие 4 модула влегуваат модулите во кои што треба да ги совладате компјутерските вештини. Прво, Photoshop алатката, да знаете за што станува збор, значи тоа е растерската графика, да може да обработувате фотографии и се со фотографијата, значи едитирање, буквално сите опции што може да постојат во Photoshop софтверот. Понатаму, илустратор алатката е многу добра, тоа е векторската графика. Во оваа алатка, со оваа алатка може да работите разни векторски форми, карактери да цртате, логоа да изработувате, и оваа алатка е исто така многу добра затоа што секој производ како дизајн мора да внимавате како ќе го отпечатите после тоа. Ако го печатите во многу голема форма, значи мора да користите вектор. Затоа што векторот не го губи својот квалитет кога е печатен во мала форма и во голема форма. И на крај, исто така, софтвер кој што е must, а тоа е InDesign софтверот. Тоа е десктоп издаваштвото, каде што тука може да веќе пакувате публикации, тука може прелом на книги да правите, тука може и книга да направите, значи големи каталози работите, и овој софтвер мора да го знаете каде да влезете во било која маркетинг агенција, тоест на било која позиција. Сите овие софтвери се компатибилни, еден со друг си одговараат, импортирате, пример, фотографија, тоест слика во InDesign или лого во InDesign и се што треба. Понатаму, како основи на цртање, тоа е стручен предмет, каде што ве внесува во мануелното цртање. Тоа се кратки некои часови, но сепак мора да го осетите мануелното цртање. Ликовните естетски принципи се многу важни, да знаете композиција, златен пресек, значи се што треба од аспект на ликовноста. И понатаму тоа се одразува и во самиот дизајн. Дизајн процесот е исто така многу добар предмет и модул во кој што го гледате самите, значи низ неколку проекти,
самите го доживувате процесот на дизајнирање. Затоа што тој процес на дизајнирање не е едноставен од денес за утре. Значи мора да поминат неколку фази, посебно оној аспект на истражување, како што рече Александар, читање, осознавање на нештата, и тој дизајн процес е најважниот покрај останатите во првиот семестар. Типографијата исто така е многу важна. Типографијата се провлекува и во прв и во втор семестар, каде што ќе знаете како да работите со фонтовите, готовите, но и како да си направите собствен фонт. Подготовката за печат влегува во стручните предмети, значи ова се сите стручни задолжителни предмети. Веќе во втор семестар од форми на графички дизајн до последните, значи јас сега ќе ги набројам, од форми на графички дизајн, манипулација на фотографија, дигитална илустрација, корпоративен идентитет, дизајн на публикација и портфолио. Ова се сите практични предмети. Имаат мала доза на теорија, нели, во насока на темата, а се останато е пракса и утврдување на претходно кажаното. Значи се што е кажано претходно, значи буквално се повторува и се работи дизајн. Значи преку практични проекти веќе се утврдува знаењето за графички дизајнер. Можам да кажам дека сите овие предмети имаат минимум 2 проекта. Форми на графички дизајн има 3 проекти, сам ја сега од искуството од минатата година ќе го кажам. 3 проекти за да се совладаат сите форми на графички дизајн од аспект на визит карта, флаер, билборд, пакување, значи тоа се сите различни форми. Понатаму манипулација на фотографија, не е тука чиста фотографија и само обработка или едитирање, како што е познато. Тука треба да се дојде до креативниот израз при манипулација на фотографијата. И тука постојат 3 проекти за да се утврди, значи се што е претходно кажано. Дигитална илустрација исто така, значи тука основата е илустратор, но веќе креативно се изразувате. Минатата генерација правеше многу убави разгледници, дигитални илустрации за Македонија, работеа самите себе се илустрираа и така да многу и убави илустрации, со тоа малце и се добива во цртањето, дигиталното цртање. Сега корпоративниот идентитет, тоа е дизајнот на лого и сите корпоративни материјали што следат за еден бренд, како што е бренд букот, и за еден идентитет, визуален идентитет на фирмата. Корпоративен идентитет го предава Александар. Ево од минатата година работевме многу убав проект, може после да се надополни и Александар, за триатлон Федерацијата на Македонија. Ние сме многу горди што долги години уназад, веќе 6 години, работиме проекти од општествено одговорна практика и сите тие проекти се вклопени во самата едукација. И професорите се ментори, а сепак темите се соодветни на тоа што се учи и се совладува. Дизајн на публикација, исто така многу важен предмет, без значи индизајн, тоа е основната алатка тука што се работи, без дизајн на публикација не можете да продолжите. Како да сте пола дизајнери, така би можела да кажам. И затоа што се што може да поставите како дизајн и промоција, па и себе промоција го правите во индизајн. Како што е портфолиото. И портфолиото тоа што ќе го сработите, исто и тоа е практичен предмет, портфолио за сите студентски проекти што ќе ги поминете низ школската година, ги пакувате во собствено портфолио и веќе спремни сте на пазарот на труд. Покрај задолжителните предмети доаѓаат и изборните предмети.
Во програмата до Министерството ние понудивме 3, од кои 2 треба да се изберат и еве од искуство основи на фотографија многу убаво се вклопува, значи тој предмет сите студенти го земаа. Исто така и движечка графика, After Effects, затоа што и тоа е едно како надополнување на еден графички дизајнер. Сега нова професија го ставивме во модул не за џабе, нели? Како актуелна професија, тоа е UX дизајнерот. Се надевам до година ќе имаме различна поделба во распоредите. Ова е што се однесува до стручната програма и кратко за секој предмет, колку што можев јас да споделам со вас. Околу вештините и компетенциите, ќе ги кажам, значи на кратко согласно стандардот на квалификации. Значи секој графички дизајнер изработува скици и нацрти за развојна идеја. Значи мора критички и креативно да размислува, тука има логика, доста анализа. Креира оригинални графички решенија. Тоа е поентата. Значи може оригинално решение да биде и кога се зема готов елемент, пример од интернет, нели, авторски заштитен. Но сепак влегува во оригинално решение или прави адаптација на постоечките решенија и прави корекции. Комуницира со клиент во процес на изработка на графички решенија, користи типографски елементи во композиција, значи без типографијата нема дизајн, подготвува фајлови за печатање и за веб употреба, тоа е маст. Исто така, врши манипулација на фотографија, оригинални векторски илустрации работи, адаптира лого, значи за и гради бренд на компанија, развива визуелно решение или нов бренд работи за компанија и ова е ново лого кога прави, креира долги документи и публикации и изработува собствено портфолио. Малтене ова се вештините и компетенциите кои еден студент по завршување кај нас веќе ќе ги има и ќе ги поседува. Сега јас да ги кажам и дипломите со кои што ќе се стекнете, или студентот ќе се стекне, значи после завршување на школската година кај нас во Академијата за графички дизајн. Секој модул мора да заврши со положување на испит. Или тоа би било класичен тест, или тоа би било презентација на проект. Откако тоа ќе заврши, како главно и задолжително, на крајот на школувањето постојат специјалистички 2 испита и тие специјалистички испити мора да се положат. Едниот е теорија, другиот е пракса. Откако тоа ќе се помине, значи студентот ги положува специјалистичките испити, тогаш од Министерството се добива таа диплома за графички дизајнер, специјалистичка диплома за графички дизајнер на 5 Б ниво од Македонската рамка за квалификација. Во рамките на програмата видовте дека се поминуваат главните алатки Photoshop, Illustrator и InDesign. Ние како дополнителен бенефит и како авторизирана тренинг центар на Adobe го нудиме и меѓународниот сертификат за Visual Design Specialist и тоа е значи на ниво Associate. Кога ќе се положат сите овие 3 алатки, Photoshop, Illustrator и InDesign, зборувам ќе се положат, тогаш кандидатот се стекнува со 4 сертификат, тоа е овој. Тоа е сертификатот за спешалист. И овие се алатки кои што секој графички дизајнер мора да ги има и да ги поседува и да ги работи. Иначе полагањето на овие испити се во тестинг центарот на Цертипорт, а полагањето на специјалистичките испити се во рамките на СЕМОС едукација, со тоа што тука има и контроли од Министерството. И сега, кога веќе го завршивме тој дел, малце и околу цената за оваа програма. Знаете дека има 550 часа, ова е редовната цена, тоест оваа цена е со вклучен попуст. Инаку цената е малце повисока, 157.000, но сега бидејќи се актуелни ваучерите, јас се надевам дека присутните ни се млади лица до 29 години, но и да не се, да не ми се налутат останатите, бидејќи се актуелни ваучерите или од владата на Република Северна Македонија, оваа цена што е во третата колона е намалена, значи
академијата што ја нудиме е намалена за 15%. 133.952 денари. Доколку аплицира кандидатот, тоест младото лице, до услуги ГОВМК, тогаш може, значи после 5 дена, јас претпоставувам сите веќе ги добиваат одобрување за ваучер, тогаш од владата добиваат 30.000 денари ваучер. Остатокот за плаќање за клиентот кон нас е 103.952 денари. Многу е добра цената, да знаете, значи не се испушта оваа можност, сепак. Има 15% попуст и има плюс-минус 30.000 денари. И сега бидејќи знаеме, имаме и водиме евиденција интерна дека има голема заинтересираност, ние веќе на сите кандидати им даваме уплатници и им велиме дека до 31 јули, 1 август како и да го кажеме, треба да уплатат 30% од оваа сума која што им следи. Значи 30% од сумата што следи изнесува 31.186. Се дали сум вака јасна тука? Ако треба ќе повторам уште еднаш дополнително. Океј? И сега дојдовме до моментот на кариерниот центар. Значи јас само да нагласам, доколку имате било какво прашање за кој да се однесува, слободно напишете во чатот. Добро? Еве јас сега само презентерскиот дел да го дадам на мојата колешка Миријана. Само малце, бидете на линија. Само да видам. Килија, ајде. Јас ќе Предпоставувам дека добро се слушам. Само слушам. Само извини. Така, добро. Јас и колешката Ангелина сме во иста канцеларија и заради тоа мора да внимаваме и едната од нас да го исклучува звукот за да нема фонија. Да ја искористам приликава и јас да ве поздравам во името на кариерниот центар на СЕМОС Едукација. Колешката Ангелина и Александар Василевски, колегата, убаво ви раскажа за тоа што може да очекувате од програмата, кои предмети ќе се изучуваат, што може да се очекува во врска со развојот на професијата. Јас би се осврнала на делот на почетоците на таа кариера како графички дизајнер и како кариерниот центар кој што постои во рамките на СЕМОС Едукација може да ви помогне да влезете во индустријата. Формирам пред неколку години, целта на кариерниот центар му е да ги поврзува нашите слушатели, кои што најчесто се студенти, невработени лица, но и вработени лица кои што се обидуваат да ја сменат кариерата и истите да ги поврзе со бизнис заедницата, заради тоа што ние имаме контакти и со едните и со другите. Значи многу соработка имаме и со компании кои што си ги праќаат нивните вработени на дообука, компании кои што редовно ни гостуваат на нашите предавања, компании со кои што работиме на конкретни проекти, имаме соработка при изучување на предметите во рамките на академиите или летните школи, најразлични типови на соработка и дојдовме на идеја да ги искористиме тие контакти кога веќе ги имаме и од едната и од другата страна, да ги поврземе и да ги вмрежиме и кандидатите и бизнис заедницата. Да, значи нема да должам многу, само пошто со оглед на тоа дека од лично искуство зборуваше и Александар и Ангелина, би сакала да ви го споделам и нашето лично искуство со кариерниот центар. Само за илустрација, во последните 6 месеци имавме две ситуации каде ние за наши потреби ангажиравме наши слушатели. Едниот нов колега кој што работи во IT проделот е поранешен банкар со економски бекграунд, образовен, човекот сакаше да смени професија. Ние тоа го препознавме, неговиот талент, неговата желба, неговиот труд и сега гради успешна кариера во нашиот оддел за дата анализа и дополнително е предавач, додека вториот случај е конкретно баш од графичката, од Академијата за графички дизајн, од минатата генерација. Имаше еден слушател Ристе, кој што во моментов е наш практикант. Значи, тоа се некои две успешни приказни и од таа причина сметам дека
посетата на нашите курсеви, академии, пакет курсеви може да биде одличен влез во IT индустријата за било кој. Се разбира ако сте подготвени да работите вредно, нели, и напорно, за жал не можеме баш сите наши слушатели да ги препорачаме на нашите клиенти и соработници од бизнес заедницата. Сепак ни е многу важно тоа да бидат вредни, амбициозни личности кои што редовно си ги извршуваат задачите и вежбите кои што им се задаваат, за да има нели основ некаков за да може да ве препорачаме. Предпоставувам вредно е да се спомене и тоа дека освен што вршиме мрежување и поврзување, исто така нудиме и други услуги во рамките на кариерниот центар. При СЕМОС едукација помагаме при изработка на CV, нудиме и кариерно советување, а исто така даваме и големи попусти за обуките за меки вештини на сите наши слушатели. Од прилика многу кратко и сумарно тоа би било тоа за кариерниот центар. По распоред ни следува дел со прашања и одговори на темата во случај да имате дополнителни прашања, и ако одговарахме во текот на самата презентација, повелете, прашувајте, сега е вистинското време за тоа. Дали имаме некој доброволец? Јас така би кажала. Нешто да дообјасниме, да разјасниме. Само Евгенија Приеска напиша нешто. Еве ја да се надополнам само на тоа што го спомена Мирјана околу кариерниот центар. Почетоците на кариерниот центар беа во Академијата за графички дизајн, кога за прв пат пред 4-5 години го поставивме предметот кариера и предприемништво. Почувствувавме потреба дека треба тоа да го направиме од повеќе причини, затоа што студентите наши се секој ден кај нас од 15 септември до 15 мај. Секојдневно работат, ги знаеме не само нивните постигања, туку и ги познаваме веќе како личности и многу добри препораки можеме да дадеме, а и даваме препораки. Првите препораки се од страна на професорите, а после и ние како институција. И така како идеа годините, веќе од лани кариерниот центар стана институционализиран, во рамките на СЕМОС едукација функционира за потребите на сите одели. Еве така едно мое резиме, затоа што стварно од академијата сето тоа почна од еден обичен предмет кариера и предприемништво. И денеска многу наши студенти се вработени на убави позиции. Еве само имаш нешто да додадеш? Да. Значи, што и да одлучите да работите и да земете курси, ме слушате? Го гледам дека е активен. Ме слушате сега, дечки? Во ред, сега не знам, ако немате прашања, дали да се одјавуваме или да се поздравиме. Навистина ви благодариме, еве во моје име, во името на колегите. Убав отворен ден, убава тема за дискусија. Се надевам дека еве нешто се заголица кај вас како професија графички дизајнер. Доколку имате некои дополнителни прашања, ви стоиме на располагање. Ги имате нашите телефони, се отворено на нашата страна, може слободно да ги најдете и телефонските контакти и имејл адресите. Ево уште еднаш ви благодарам од наше име и се одјавуваме. Пријатно. Чао. Чао. Чао.